Граѓаните очигледно не го чувствуваат поевтинувањето на дел од прехранбените производи, што го спомена министерот за економија Бесар Дурмиши. Тој рече дека според неофицијалните информации што ги добил има одредено намалување кај цените на овошјето и зеленчукот. Анкетираните велат се е скапо. Не е тачно тоа. Не су намалени, цените су големи и јаки. Не може големи и јаки су цени. Не може народ да се... Никако, нема. Ништо нема намалени. Храната е секогаш поскапа и нон-стоп се качува. Бога ме сега само што дојдав променливо. Не сум забележал, наискрено ви кажам. Не би знаел да ви кажам искрено, многу не пратам многу со цени, ама знам дека е сериозно скапо и тоа. Така да останува животов за јадење, да купуваме и да колку што може да стигнеме да платиме. Според државната статистика, инфлацијата во април била 5,7%, а храната за една година поскапела за 8%. Месото е поскапено за над 13%, а млечните производи и јајцата за скоро 10%. Овошјето е за 8% поскапо од лани, а благо намалување има кај цените на зеленчукот за 1,8%. Во владата најавија дека ќе го следат движењето на цените за да одлучат дали и со какви мерки може да интервенираат. В понеделник пак истекуваат мерките за ограничување на цените на горивата, намаленото ДДВ, акцизата и попустот од ОКТА, иако стигнуваат најави дека овие мерки за горивата може да продолжат.